8 месеци е затворена Струшката спортска сала Нико Нестор, во која вежба илјадници средношколци и спортисти. Општината со децении не мрднала со прст да го реши проблемот со објектот кој дополнително пропаѓа, а е запечатен без малку една година. Поради опасност, трудовиот инспекторат своевремено изрече забрана за користење. Крајно неодговорно и недозволиво е ова што се случува во спортска струга, единствената градска сала да скапува. Тоа е срам за градот, велат спортските работници, чии тврдења се повеќе од загрижувачки. Нико Нестор не е единствената која е во лоша состојба. Има спортски сали кои се во слична состојба и функционираат. Струшката сала само е единствената во која никој не стапнал, а клубовите секој месец плаќаат дебели сметки за струја. Не е таа најлошата, најризичната сала, одговорно тврдам, во Македонија. Бидејќи јас сум секој викенд низ Македонија по саливе, и ова сала која гледате, и ова пријаки дордови прокиснува. Ако е еден од основните проблеми тоа. И што е најстрашно, не може да сватам некои работи, ми доаѓаат уште фактури, сметки за плаќање струја. Поставам беше 6000 нешто дене, а не сум влезен 7 месеци во салата. Што се случува? Спортската сала, градена на државен имот, взаемно ја стопанисуваат средното Нико Нестор и Сојузот на спортови струга. На салата, која се користела скоро 30 години, никогаш не бил направен нити технички прием од страна на лиценцирано вешто лице кој утврдува дали таа е безбедна да биде пуштена во употреба. Дали дозволиво или не знам, несфатливо сигурно е. За мене макар и несфатливо. Така да, ставени сме пред некој свршен чин, помош нема ни од каде, ни од општина немаше досега, за клубовите, еве ги немат ни ваучерите, до каде и до кога ќе тераме. Јас сум прв пат, за 22 години овде прв пат сум песимист. Немам сила. Нејасно е на што се трошеле парите кои 6 клубови ги плаќале за користење на салата 30 години, а надминуваат сума од 200.000 евра. Од Државниот инспекторат за заштита и спасување вела дека се обиделе да влезат во салата за да извршат увид, но не успеале бидејќи истата е затворена, а дополнителен проблем се нерешените имотно-правни односи. Велат, за да ја утврдиме тековната состојба, треба да знаеме со кого да комуницираме. Секој се оградува од одговорност. Ситуацијата е многу комплицирана.